Почитувани гледачи, следите уште една епизода од Новинарски муабет и мислам дека оваа емисија ќе има еден посебен шмек, еден посебен драж, затоа што токму денеска моја соговорничка е Александра Вуксановиќ, моја многу драга колешка, и морам да кажам дека уште кога те викнав да бидеш гостинка на подкастот и кога размислував како да ја направам најавата, а секогаш го потенцирам тоа дека најавите ги конструирам врз база на тоа каков е мојот впечаток за мојот соговорник. Еве за гледачите ќе раскажам една кратка историја на моето познанство со тебе и можеби вака јавно да признам дека токму ти си причината зашто денеска се занимавам со новинарство. На едно интервју што го правевме, јас тогаш работев во издавачка куќа, ти беше новинар кој што амбициозно ги следеше сите оние споредни теми во културата и едва и чекавме некој новинар да дојде и да можеме да ги представиме нели за читателите и самите книги и културните изданија кои што ги правевме и настани во издавачката куќа каде што работев, и амбицијата со која што пристапи ти на работата, твојата љубов и твојата посветеност мене ми даде идеја дека еден ден би сакала да бидам новинарка, да се занимавам со оваа професија и токму да ја работам професијата со истата енергија како што ја работиш ти. Како почна твојата приказна со новинарството, зашто јас ти го кажав мојот почеток, благодарение на тебе како екземплар за новинарство. Ајде ти малку да ни раскажеш како почна твојата љубов кон новинарството. Магде, одамна некој не ми направил да се почувствувам волкубаво. Ти благодарам за овие убави зборови, не сум го знаела ова, навистина се најажив целата. Убаво е да бидеш нечија инспирација. Се надевам дека и токму со овој разговор ќе бидеме една инспирација на многу млади луѓе кои што не гледаат да тргнат по стапките на новинарството. Пред да преминам на моите почетоци во новинарството, сакам да ви се заблагодарам за оваа покана, да ви кажам дека ви е многу убаво овде. Не сум била одамна во Радио МОВ, уште кога работев во студентско радио, Студент FM, да ги поздравам вашите читатели, гледачи, слушатели и да ви честитам за овој преубав проект. Се изненадив кога видов дека си започнала нешто вакво, затоа што си велам конечно некој се сети да ја сврти другата страница на новинарите и да ги запознаеме новинарите, водителите, медиумските работници, што всушност прават тие. И да не бидат оние наслови од типот на водителката, нозете видите и ги на водителката колку се долги, видите каде била на одмор и така натаму, туку да ги запознаеме новинарите во она вистинска смисла на зборот што тие всушност прават. Сега, моите почетоци во новинарството кога ќе ме прашаат, секогаш мојот одговор е токму студентско радио. По завршувањето на дипломските студии, при тоа не сум новинар, туку сум дипломиран правник. Јас се јавив во студентско радио и таму започна. Но откако ти ме покани да гостувам овде, ме поттикна да размислам малку подлабоко на ова прашање и се сетив дека моите почетоци датираат многу поодамна, уште од моето детство. Ќе го поздравам моето мало во Ѓурче Петров, каде што растев, еден дел од моето детство. Таму со сите мои другари правевме представи, приредби и наплаќавме. Значи, наплаќавме влезница, символична од нашите соседи и тие приредби кои што ги правевме, ќе го поздравам и мојот другар тогашен Далибор во неговиот двор, јас ги водев. Секогаш јас бев водителката. И всушност кога ќе размислам, мојата прва заработка како новинар и како водител е токму од тогаш. Така, која ти е првата асоциација на новинарството? Го спомна водителството, многу исто така блиска релација имаш и со модата и тој креативен елемент кај тебе и креативен дух се изразува не само преку новинарството, туку и преку алтернативни начини на кои што нели се изразуваш. Кај тебе дефинитивно можам да кажам дека новинарството е начин на живење, модус вивенди, тоа се познава затоа што навистина посветено го работиш и со многу голема љубов и страст говориш за новинарството, меѓутоа кога ќе зборам со новинари за тоа што е дефиниција за новинарството, сите ми даваат различни нели асоциации, различни дефиниции што е новинарството, секој различно го сваќа и секој си има некоја своја идеалистичка визија и перцепција за тоа што е неговата улога и одговорност во поглед на новинарството. Ти го спомна водителството, колку е кај тебе водителството поврзано со новинарството и што значи да се биде добар водител? Многу е поврзано водителството и новинарството. Некако попатно животот ме
донесе токму во таа рамка да бидам генерално водител на малите екрани, па пропратно и новинар, но и преку водителството ние сме новинари, затоа што одредени проекти всушност ги изработуваме самостојно, одредени интервјуа се базираат токму на некаква новинарска приказна всушност. Поврзано е многу и преку тие рамки медиумски може да се направи исто така многу значајна приказна, може да се промени да се поттикне некаква општествена тема и да се променат некакви општествени норми. Не постои некоја дистинкција голема помеѓу водителството и новинарството, конкретно во моите услови, затоа што јас сама си ги подготвувам работите, сама си ги подготвувам темите. Одредени интервјуа кои што можеби не се базираат врз основа на одреден формат, врз основа на одредена утринска програма. Долго време бев во рамките на утринската програма. Таму обработувавме различни теми без разлика дали е студиско интервју или направено надвор, како што се запознавме јас и ти. Сето тоа е во блиска врска со новинарството, па како би го дефинирала новинарството, би го дефинирала баш така како што си ме доживеала, токму начин на живот. Јас всушност не мислам дека работам, јас мислам дека ова го живеам. Така, многу интересен момент, многу интересен разговор и да кажам увертира имавме во овој разговор кога кажа ти дека го разбираш водителството како една креативна професија. Многу често спомнуваме сега дали е потребно воопшто да се има некоја професионална определба, квалификација, доквалификација, па макар и преку високото образование. Ти си правник, јас сум социолог, немаме завршено новинарство, но се бавиме со новинарството и од секогаш ми било дилема дали ти треба талент. Веројатно за водителството ти треба талент и ти сама кажа дека се сеќаваш на тие моменти од твоето детство и од твоите почетоци кога веќе си го открила талентот да се занимаваш со водителството и така претпоставам и ти се јавила желбата и идејата. Меѓутоа колку талент, колку школа е потребно да се занимаваш со новинарство? Има ли некој сооднос? Можеме ли процентуално да го измериме и што е поважно? Дали талентот и љубовта или она сколија чистото, да кажам, концептуално следење на правилата? Види, Магда, јас мислам дека речиси за секоја професија талентот е многу важен, но школувањето исто така не дообликува и не оформува како добар работник во тоа што ќе се одлучиме да го правиме во иднина. Процентуално не би можела да кажам, или како што би рекол Кире Лазаров, водата, нели телото е 99% вода, 1% талент, може би ја позајмила оваа негова изјава, тоа ми текнува во овој момент, затоа што мислам дека талентот ни е даден од некаде, од Бога, од горе, но многу значи како ќе го усмеруваме во иднина и колку ние ќе се посветиме на тоа и како ќе работиме на тој наш талент. И од кого ќе учиме? Јас секогаш го нагласувам моментот дека сум имала среќа да учам од вистински луѓе, со оглед на тоа што сум излегла од клупа, нели, некако профилиран новинар. Ми требало време и ми било многу тешко да ги научам одредени работи. Сум почнала од радискиот микрофон, па потоа во пишаното новинарство. Сум имала среќа да ги пробам сите медиумски форми, и телевизиското новинарство, и пишаното новинарство, и радио водителството, така што сум имала среќа и во тој поглед да се сретнам со вистински уредници, вистински ментори кои што ме усмериле и кои што ми помогнале, ми ги посочиле тие грешки, но и ден денес учиме. Никогаш не треба да бидеме вообразени, никогаш не треба да бидеме дури и во подоцнежните години, ние сите постојано учиме. Нашата професија е таква, се надоградуваме. Денес учиме од Gen Z. Се радувам што имам можност да работам и со помлади генерации, со идни новинари кои што се калемат, новинари кои што сега излегле од клупата. Во нашата редакција има и такви новинари и од нив учиме, од сите учиме. Така што нема некоја стрикно одредување на процентите, но многу зависи од тоа колку ние самите ќе се трудиме да работиме на тоа што сакаме да го пренесеме на јавноста.
Како авторка на еден многу успешен проект, Мама Визија, кој што јас навистина редовно го следам, ретко која епизода ја имам пропуштено, навистина честитки, тоа е многу оригинален проект и се гледа дека тука е вложено многу авторство и многу се застапени авторски идеи. И кога разговаравме за тоа какви се колегијалните односи во новинарството, ти Еве рече дека е многу важна поддршката на самите уредници и на самите колеги. Јас сум почувствувала колку е голема разликата кога работите во деструктивна, а колку е во стимулативна средина. Значи, сум имала искуство и можам да ја направам таа разлика кога во деструктивна средина работите, просто едноставно креацијата не може да ви излезе на површина. Кога имате стимулативна средина, идеите само се редат и многу полесно се доаѓа до реализација кога имате вистинската поддршка. Има ли моја твоја тема во новинарството? Затоа што многу често сум слушнала помеѓу новинарите, јас ја работев таа тема, ама некој друг колега исто почнал да се занимава со тоа. Јас и ти дојдовме пред да почнеме да се вклучат камерите до заеднички заклучок дека колку повеќе новинари работат на една тема, тоа не значи дека некој мене условно речено ми ја краде темата, туку заеднички го свртуваме вниманието на јавноста и јавниот интерес кон одреден проблем и со тоа придонесуваме институциите побрзо да го решат. Образложи ми го малце твојот заклучок и можеби твоите искуства околу создавање на оригиналност и до која мерка колегијалниот однос и споделување на оригиналните идеи може да направи навистина голема промена во јавниот дискурс. Апсолутно може да направи. Исто како што пред да се вклучат камерите, повторно ќе го повторам тоа многу, тоа што ти одиме, нели, си направила разговор со некого и јас го поземам контактот од тебе, тоа е само помош и една соработка меѓусебна која што треба да ја градиме и фала Богу ја имаме, барем јас така ја чувствувам. Мислам дека ние новинарите горе-долу си помагаме меѓу себе за контакти. Не треба да бидеме безобразни да украдеме идеја, да препишеме текст, да при тоа да не се повикаме на авторот кој што се сетил пред нас, но ако таа некоја тема си ја начнала ти и потоа јас се надоврзам од некој друг агол и побарам контакт, па се надоврзам со некој друг соговорник и така натаму, тоа не би требало тебе да ти причинува непријатно чувство, со оглед на тоа што јас ја продолжувам на некој начин твојата тема, без разлика што сум во друг медиум, затоа што ние, убаво речети, сите ние работиме за јавноста, работиме за нешто да се подобри, посебно кога се тоа важни и клучни теми. Сум имала среќа да имам поддршка од колегите, многу значи и таа нели, кога имаш некаква идеја и кога работиш некаков проект и кога некој колега, па и не мора да е колега, обичен читател, гледач, ќе ти даде предлог. Јас многу се радувам кога ќе добиам, еве, благодарам што ја споменам, Мама Визија ми е нешто што навистина ми е огромна гордост и лична гордост, ќе кажам, затоа што навистина се изборив да излезе во медиумскиот свет, се изборив да им се даде простор на мајките од секаква сфера и многу сум среќна кога ете и колега или некој ќе ми пише на Инстаграм или на Месенџер, зошто не го викнеш тој зошто не ја викнеш оваа мајка? Тоа е навистина многу убаво кога ние меѓусебно се поддржуваме и си помагаме. Кој е твојот пристап кога ги работиш темите? Еве веќе кога начнавме на тоа, стварно наидуваме на некои непријатни гледки, посебно оние автоматски генерирани содржини кои што се појавуваат на агрегати за вести, кои што една вест можете да ја прочитате на 10 на 15 различни портали и тука едноставно се губи авторството. Од друга страна, мене, например, многу ми е важно тој академски пристап во работата на новинарската содржина, на медиумскиот продукт, која ќе видам дека една тема има повеќе цитати и ако видам дека ти предходно си ја работела како новинаристата тема, мислам дека самиот текст има многу поголема тежина доколку јас се повикам на нешто што некој колега предходно го направил и само ја продолжувам темата. Кој е твојот критериум за квалитетен новинарски и медиумски производ? Што ти е важно? Дали повеќе цитати, дали повеќе извори? Што е за тебе она најдобар, еклатантен пример за одлична медиумска и новинарска содржина? Ако ги тргнеме настрана темите, значи секако новинарска добра содржина пред се би била значајна тема. Но ако ги тргнеме настрана темите и се фокусираме на тоа како е сработено тоа без разлика во каков формат е, оригиналноста и честноста на новинарот. Тоа
вака или онака се препознава, без разлика дали е во ваков формат, во пишан формат. Честноста на еден новинар и оригиналноста е видлива и секој ќе ја препознае. Тоа мислам дека најповеќе ме допира, затоа што кога еден новинар честно пристапува кон одредена тема, одредено интервју, тоа го прави со душа, го прави со емоција, со емпатија и со силна желба да постигне нешто. Со тоа јас верувам дека и ти со овој разговор и со сите претходни во новинарски муабети имаш цел, имаш идеја, имаш некаква замисла. Мислам дека тоа е најоригиналното нешто што може да го направи еден новинар. Така, ние спаѓаме во онаа генерација на млади новинари, меѓутоа ти спомна дека работеше во голема редакција каде што постојано нели имаш и помлади колеги, веројатно и ги обучуваш или на некој начин им пренесуваш некое знаење или твое искуство до сегашно што си го градела и што го имаш околу одредени сфери во новинарството. Што ги поттикнува младите денеска од твое лично искуство зборуваме да се бават со новинарство? Обично се мисли дека новинарството е професија каде што добро се заработува или каде што сите сме дотерани, нашминкани, излегуваме на телевизија, сме среќни, завршуваме работа и одиме дома. Меѓутоа тоа е само еден стереотип и многу голема предрасуда за новинарството. Новинарството е навистина многу исцрпна професија и е професија која што се работи 24/7, многу често и недоволно платена, така што тој аргумент мене ми паѓа во вода и не мислам дека младите баш одат со таа идеја во новинарството дека ќе заработат многу пари или дека ќе бидат дотерани, убави, ќе бидат цело време весели и лесна работа ќе имаат. Од твоето лично искуство, колку млади денеска се занимаваат со новинарство и со која амбиција пристапуваат? Погрешно е тоа ако мислат дека новинарите или водителите или медиумските луѓе, честни исклучоци, се секогаш со дотерани и уживаат во тоа што го прават во една светкава слика. Си постојат можеби и такви приказни во новинарството, но мојата патека не била таква. Јас сум известувала и за пожари, и за сообраќајни незгоди, што уште не. Од лично искуство, па не знам конкретно, различни се приказните од делот од новинарите со кои што почнале да работат сега од неодамна. Едно девојче ми спомена дека многу сака за политика да работи. Баш се изненадив на млади години дека тоа ја поттикнало, дека сака да известува за политика. Мислам дека можеби малку повеќе ги поместуваме во последните години тие инспиративни моменти. Имаше една голема дупка во новинарството, мислам дека ќе се согласиш со мене, посебно околу делот кога ние станувавме новинари, една голема дупка на интерес кај новинарите. Сега мислам дека некако се буди и мислам дека можеби социјалните медиуми ги поттикнуваат, затоа што секој веќе може да влезе во кожата на новинарот, секој еден човек кој што има профил на социјална мрежа може да влезе во нашата улога со тоа што ќе објави фотовест, со тоа што ќе напише некаков став за нешто и тоа се пренесува. Многу често новинарите знаат да пренесат, да цитираат одредени коментари на Facebook и така. Мислам дека луѓето добиваат некое чувство дека знаат што е новинарство, но не се согласувам дека тоа е новинар, значи тоа е далеку од новинар. Мислам дека социјалните мрежи, тоа би бил конкретниот одговор за младите. Ти на почетокот спомна една многу убава реченица и даде многу добра диагностика на тоа што се случува во забавните медиуми денеска. Јас сум работела за забавен медиум и јас сум била една од тие новинари кои што ги интересира што прават водителите или ТВ лицата или естрадата надвор од нели своето професионално работно време што прават во приватниот живот и сум известувала за тоа затоа што има за тоа публика и природата на медиумот нели тоа го известувала. Меѓутоа, денеска од новинарите се прават инфлуенсери, влијателни личности на социјални мрежи. Што мислиш, дали е тоа штетна пракса која што се прави, која што е на штета на јавниот интерес, затоа што навистина не мислам дека јавниот интерес би требало да го интересира што некоја ТВ лица прави во своето слободно и приватно време. Меѓутоа, ете, од друга страна има љубопитна публика и за тоа да се најде. Дали новинарите треба да бидат инфлуенсери и во која мера треба и зашто конкретно да го користат своето влијание што го имаат помеѓу публиката? Многу поголем е процентот на радознали
радознала публика која што ги интересира каде била водителката или водителот на одморот, колку што тој направил. Тоа е факт, тоа го докажавме и таа говорна омраза ме вознемирува мене лично. Во однос на влијателноста на социјалните мрежи кај познатите личности, не мислам дека не треба да бидат инфлуенсери, зошто да не бидат. Тоа е еден нов формат на изразување, доближување до публиката. Ако тоа го прават паметно, повторно ќе речам честно, и ако го прават со искрена цел да се помогне на некој начин или можеби да се пренесе некоја лично искуство со тоа што на одредена група ќе се помогне, не гледам дека тоа е проблем. Ако тоа има начин на заработка, и тука не гледам проблем. Значи, секој си го трасира самиот пат, нели? Секој си наоѓа свој начин, не гледам грешка, но тоа да се прави умислено, промислено, да се прави со добра, како да кажам, да не се греши во тоа, затоа што таа некоја влијателна личност која што има многу следбеници на Инстаграм, на Фејсбук, треба да биде свесна и внимателно да пренесува одредена информација, не знам, рекламирање на одреден производ. Треба да знае дека незиниот збор има огромно влијание врз јавноста и треба да биде предпазлива. Инаку не гледам зошто да не би го правила. Тие спомна одговорноста, многу треба да бидеме предпазливи затоа што јавниот етер, дури и да не гледаат сега овој подкаст, да го гледаат 100 луѓе, тоа прави некоја промена кај луѓето, особено ако публиката е млада и веќе е на пат да го креира своето мислење, нема изградено свој карактер и своја личност се уште, станува збор за кревки, да речеме личности кои што веќе се градат, треба да бидеме многу внимателни, одговорноста треба да биде присутна, отаму до кој има ли граници слободата на новинарството. Постојано говориме слобода на говор, се повикуваме ние новинарите, тоа ни е најсилната вредност на која што се подпираме, нели слободата на говорот. Меѓутоа, треба ли слобода на говор без граници и кој ги поставува границите? Дали ние самите со таа етика што ти ја спомна, или сепак треба да имаме некоја регулатива, некоја тело кое што на некој начин ќе не санкционира или ќе не предупреди ако сгрешиме или на евентуалните потенцијални последици што би ги оставила кажана јавна збор. Да, парадоксално е, треба да има слобода на говорот, но треба да има тело, треба да има одредени рамки и треба да има измереност до каде може да се оди таа слобода. И покрај тоа што звучи парадоксално, треба новинарот да има слобода на изразување, јас сум секогаш застапник за тоа, но се знае за која тема, се знае на кој начин и се знае не треба да одиме до недоглед со слободата, затоа што тоа повредува, тоа може да биде навистина и на штета на јавноста, ако отидеме предалеку. Затоа мислам дека треба да има, нели, како што имаме и кодекс на новинари, треба да има одредени тела кои што ги прават тие регулативи на однесување на еден новинар, како и во секоја една дадена професија, не можеме да се однесуваме како што сакаме слободоумно. Многу ме интересира новинарството во иднината и тоа ги прашувам сите мои соговорници. Може ли водител холограм да има очекуван епилог од иднината, од сето ова што не се дешава на поле на дигитализација и виртуелна реалност и вештачка интелигенција, или сепак сметаш дека ќе имаме потреба да видиме човечко лице, да имаме потреба од човечки допир, да имаме потреба едноставно да го вратиме достоинството на човечкото присуство и во медиумите и во другите сфери од меѓучовечката комуникација. Да, тоа е интересно со вештачката интелигенција и со дигиталниот свет. Неодамна србите извадија, нели, девојка која што е спикерка, AI направена личност, тоа најде и на подсмев кај публиката, колку што можев да забележам. Се уште не ја сваќаме сериозноста на вештачката интелигенција, се уште многу мене ја користиме и за шега, за да се направи нешто забавно, нели нормално некој го ја користи и за корисни работи. Мислам дека вештачката интелигенција е направена од човек. И тоа е нешто кое што треба да го сватиме како наша лична помош. Како што се многу работи измислени во минатото и кои што да, можеби и тогаш се плашеле луѓето кога нешто им било ново, нели? Им било ново, се плашиме од новото, така и сега мислам дека имаме и некој страв, некои измешани чувства кон вештачката интелигенција, но мислам дека сепак не ни може ништо со оглед на тоа што е измислена сепак од нас, од луѓето. И секогаш велам, филмската индустрија многу одамна ги предвиде овие
патокази на не само кај новинарството, во секоја фела со интернетот, со развојот на вештачката интелигенција и така натаму и со роботиката, но мислам дека ако паметно, мудро го користиме тоа, ќе бидеме само подобри без разлика во која професија, нели еве сега зборуваме за новинарството, само подобри во тоа. Не треба да се ослониме на прашањата на вештачката интелигенција. Еве апел до младите кои што најчесто ја користат кон совети од вештачката интелигенција. Не мислам дека тоа треба да биде наша репер за да постапиме кон нешто, но треба да ја користиме за да ни помогне како еден асистент. Еве, личен асистент. Јас така барем ја користам. Одлично. Ова е некое наше предвидување каде ќе оди новинарството во иднината, каде можеме тебе да те очекуваме за 5 години, кои се твоите амбиции, имаш ли неостварени желби и може ли да откриеш некои твои лични персонални цели, каде ти ќе одиш со новинарството, еве за 5 или ако толку имаш далеко предвидување за 10, например, години од сега? Не знам, навистина не знам, не би можела да дадам конкретен одговор, секако дека имам желби. Еве прв пат ќе споменам јавно, имам многу голема желба од секогаш да водам квиз. Од секогаш сум сакала некој убав квиз, зборувам квиз на знаење. Квиз на знаење, така е, на мудрост. Тоа ми било една голема желба, можеби не знаеме, можеби ќе се исполни. Еве сега јавно ја го повикав универзумот кон оваа желба. Не знам каде би била. Во една прилика кога ме праша исто во ова прашање, кажав дека еве за 5 или за 10 години ја гледам 12-тата сезона на Мамавизија. Се надевам дека тој проект ќе се развива, дека ќе добие и поинакви димензии. Тоа би било, да речеме, една од желбите кога се работи за новинарството. Ти посакувам многу успех, што и да планираш и верувам дека со твојата вредност и посветеност ќе ги исполниш сите цели што ти биле зацртани. Навистина сакам да останеш во новинарскиот простор и што повеќе да те гледаме во медиумскиот етер. Јас ќе чекам некоја следна прилика да ми дадеш и повторно да те угостам тука во студиото на Радио МОВ. Ти посакувам уште еднаш многу успех и ти благодарам за одвоеното време. Благодарам што се сети на мене, ви благодарам на гостопримството и продолжете да ги следите. Одлични сте. Фала.